Почитувани, СДС, свесни за лошиот рейтинг помеѓу граѓаните и неминовниот пораз кој ги очекува на предстојните локални избори на 15 октомври, ја користи МВР за заплашување на политичките противници. Вчера беше извршена класична злоупотреба на полицијата и државните органи од страна на СДС. Полицијата под контрола на Заев и Спасовски, преку класична политичка местенка, вчера, пред почетокот на партиската конвенција на ВМРО-ДПМН, изврши насилен претрес на кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН за општина Кавадарци Митко Јанчев при влезот во Скопје, при што на истиот му биле вперени пиштоли во главата. Полициската местенка била пропратена со неколку единици на полицијата, бројност која не е својствена за рутинска проверка на возила, туку само посакува целиот случај да биде инсцениран со цел сеење на страв и заплашување. Користењето на полицијата за вршење на политички притисок е груб пример на злоупотреба на власта и представува класичен пример како функционира државата под водството на СДС. Го повикуваме МВР во најбрз можен рок да го расветли случајот и да утврди индивидуална одговорност. ВМРО-ДПМН ги повикува представниците на меѓународната заедница и организациите кои го надгледуваат изборниот процес да го осудат однесувањето на власта. Истовремено, полицијата од целата територија на Република Македонија беше ставена во функција на партијата на власт на патиштата низ Република Македонија. Беа запирани автобуси од внатрешноста на државата со цел истите да не допатуваат навремено на конвенцијата на партијата во Скопје. ВМРО-ДПМН го осудува ваквиот однос и апелира до сите општествени и политички чинители во државата да не се дрзнат да ја злоупотребуваат моменталната моќ која им ја дава власта, со цел да сеат страв и да вршат криминал. Заштитата која ја чувствуваат денес, утре ќе ја немаат. Повраќањето на демократијата и правната држава во Република Македонија, секој еден прекршител на законот ќе одговара согласно закон во законска и правична постапка. Одговорност мора да има, одговорност ќе има. Во тоа нека бидат сигурни сите прекршители на законот. Ви благодарам.